Македонските инженери контра владината одлука која под концесија ја дава водата на Црна река за изградба на ХЕЦ Чебрен. Енергетските експерти бараат владата веднаш да ја преиспита и повлече ваквата штетна одлука и да не склучува договори со странска компанија со која се откажува од државните води. Експертската јавност вели дека ние како држава сами можеме да изградиме ваков енергетски проект. Тврдам дека имаме капацитети, имаме знаење, имаме средства сами да изградиме. Да се подигне нашата градежна индустрија, патишта, бране, знаете што значи? Они граделе порано, сега се уништени, би рекол, работат како каргати за туѓи компании, наместо своји на своето да градиме, да подигнеме. Наспроти критиките и алармот од експертската јавност, од владата се оптимисти и тврдат дека направиле добра работа за доброто на државата. Владиниот советник за енергетика Виктор Андонов рече дека со ова одлука се овозможува реализација на еден од најголемите и најважните енергетски проекти во Македонија, а целата инвестиција тежи околу 1 милијарда евра. Овој ќе биде еден од најголемите проекти во регионот. Висината на браната ќе биде во, да речеме, најголемите 20-30 во светот, така да ЕСМ инженерите од ЕСМ ќе бидат активно вклучени во реализацијата на овој проект. Експертската јавност се согласна дека Чебрен е потребен, но бараат процесот да биде транспарентен. За нив е неразбирливо зошто мега енергетскиот капацитет не го градиме самите, туку се бара стратешки партнер. Тие опати апел до сите сограѓани да реагираат и како што велат да дадат придонес во спречувањето на овој, како што го кажа, злочин за земјава, од кој последиците ќе ги трпат самите граѓани. Неопходно беше, жал ми е што оваква една презентација и јавна панел дискусија не се одржа порано, меѓутоа од технички причини не можевме тоа да го сториме, така што денеска проектот ќе биде презентиран од изработувачите на проектот. Инаку по 13 пропаднати тендери по повеќе од 30 години, владата донесе одлука за доделување на концесија за изградба на хидроцентралата Чебрен, и тоа на грчката компанија Архидрон. Откако ќе заврши проектирањето и собирањето на документацијата, предвидено е да се почне со работа. Рокот за изградба на оваа хидроцентрала е 7 години.